Дозволете да изразам голема загриженост за ситуацијата во земјата, за немањето никаков прогрес на европскиот пат, за практично антиевропските манири, кои што сметам дека ги гледаме во веќе половина од мандатот скоро поминат на оваа влада. Освен што не се работи ништо по забелешките кои што ги добиваме од извештаите од Европа, не повикани од тоа се практикуваат антиевропски манири. Ситуацијата во светот драстично е сменета, геополитичката ситуација се менува напред кон Европа во едни други околности, оди Украина, Молдавија. Го слушаме примерот на Хрватска Андреј Пленковиќ како повикува на политички одлуки за прием во Европската Унија, меѓутоа дури и тоа да се случи, не ја спомнува Северна Македонија, се осврнува на Босна и Херцеговина. Што значи дека никаква задача домашна не е завршена, не сме го зајакнали системот, не можеме да бидеме спремни ниту за некаква политичка одлука, доколку дојде до такво нешто во рамките на Европската Унија. На неколку нивоа сметам дека е проблемот. Прво, немањето политичка волја да се спроведат уставните измени, кои што се очигледно единствениот начин да се продолжат преговорите, да се отворат кластерите покрај најавите на владата дека нешто ќе се репреговара, ќе се менува, очигледно дека тоа не се случува, дали беа свесни кога тоа го ветува или не, тоа останува голема дилема. Мислам дека беа свесни дека ова е едно намерно запирање на европскиот пат на земја. Не се спроведува реформската агенда, ама буквално никако. Од законите кои што требаше да се донесат лани, се донесе само еден на брзина, еден од 12, кој што не беше целосна имплементација на препораките на оценската мисија, тоа се законот областа на правосудството, конкретно законот за судскиот совет, само парцијална имплементација на тие препораки. Повторно еден обид да нешто се прикаже дека се работи, во суштина ништо од тоа не е сработено. Понатаму отворено изразување на проруските ставови на, внимавајте, вице-премиерот на нашата влада, кој што присуствува на состаноци со луѓе блиски до Путин, тоа не го крие, тие ставови не се кријат, дали во тој контекст може или не да се носи и неговата изјава дека Европа треба да размислува да ние влеземе заедно со, замислете, Србија, како е тоа спарување и врз која основа, тоа го кажува вице-премиерот Стојковиќ, е една голема дилема, нешто што навистина сметам дека веќе не допира само во аспектите на проширувањето на Европската Унија, во политичките контексти, но и во безбедносните контексти на целиот овој регион. Намерно сме ставени на маргините на Европската Унија, отворено проруско влијание. Сомнителниот капитал кој што влегува во земја, кој што одбија од земји членки на Европската Унија, големо прашање. Зашто е дозволен таков влез од страна на гувернерот на владата на Алта банка од Србија, сомнителен капитал со сомнително потекло, се обиделе да влезат во земја членка на Европска Унија и биле одбиени. А оваа власт тука широко им ги отвори вратите. Дали тоа на нешто укажува? Понатаму антиевропските манири, повторно не повикани, ниту пак испровоцирани од никого. Слободата на говор. Замислете, се носи резолуција во собранието со која што се забранува, се ограничува слободата на говор на политички субјекти на опозицијата. Кои се тоа манири кои што ги практикува оваа власт. Понатаму, влошувањето на односите со соседите. Во ниту еден контекст на добрососедски односи. Провокацијата кон Грција, страна на премиерот дека го вратил старото име, влошувањето на односите со Бугарија, наместо да се работи да тие односи се подобруваат, се развиваат, ние влегуваме во ситуација кога затворени прашања повторно се отвараат за некаква националистичка, популистичка политика. Последниот аспект на ова, слободата на медиумите. Огромен процент од медиумите тука, телевизии, портали и така натаму, практично си во директна собственост на луѓе блиски на премиерот Орбан од Унгарија, господинот Петар Шац, Адриан Медија група и така натаму. А тоа се медиуми кои промовираат антиевропски ставови. Не сега, со години наназад. И ги поддржуваат политиките на оваа влада. Така да во тој дел
на неспроведувањето на реформите, не правењето никаков чекор кон спроведувањето на уставните измени, ограничувањето на слободата на говор, сомнителниот капитал кој доаѓа од други земји, флиртувањето и отворената соработка со луѓе блиски на рускиот претседател Путин, контролата на медиумите од страна на луѓе блиски на Орбан, сериозно го поставува прашањето дали ова влада воопшто, а ја мислам дека не, сака да направи чекор кон Европската унија. И на крајот ќе завршам со нешто што утре нашите граѓани и економија конкретно ќе го почувствуваат. Ограничувањето на движењето на нашите преводници, со воведувањето на новиот електронски систем од Европска унија. Ќе крахира економијата, што би рекол еден независен аналитичар, и со тоа упатува сериозна порака до еден министер, вице-премиер во владата, кој што треба да се занимава со тоа и кој што не требал да доведе или требал да направи нешто да тоа не се случи, а тој независен аналитичар се вика Александар Николовски. Предупредува дека ќе крахира економијата. Внимавајте. Кога над 60-70% од нашата економија, извозот и увозот, посебно, поединечно, се врзани со земји членки на Европската унија. Граѓаните, по кој знае кој пат, ќе го платат цехот и цената на овие лоши владени политики. Благодарам.